Големината на невремето кое што го зафати овој регион навистина е нешто што може да се споредува со многу големи вакви несреќи од минатото. Имено зафатени се околу 5000 домаќинства, 93 литри на метар квадратен се наврнати за само 2 часа. Опфатен е голем регион и неслучајно експертите велат дека вакво нешто се случува еднаш во 1000 години, рече председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој јавно им се заблагодари на сите кои помогнаа на терен. Веќе почнува да се обновува инфраструктурата во погодените места од саботното катастрофално невреме. Од посетите на населените места, например вчера бев во Страчинци, таму кога отидов првиот ден во понеделникот, состојбата беше ужасна, вели Груевски. Патиштата беа претворени во реки, во места кои што повеќе изгледаат на планини претрупани со камења, со дрва, со отпад, со земја и не можеше да се помине и да се дојде до некоја куќа. Во ужасна ситуација го напуштивме населеното место Страчинци. 3 дена подоцна, вчера кога отидов, видов дека веќе патот е расчистен. На одредени места стои асфалтот, на одредени места не стои, но денеска почна тампонирањето на делови од патот, веќе се движат возила. Во една таква ужасна ситуација го напуштивме населеното место Страчинци 3 дена покасно, вчера кога отидов веќе патот е расчистен. На одредени места стои асфалтот, на одредени места не стои, но денеска веќе почнува тампонирањето таму. Онаму каде што главниот проблем беше инфраструктурата, веќе се доведе во една ситуација да имаме нормална инфраструктура во смисла на проводност, не во смисла на целосно асфалтирана, затоа ќе треба повеќе време. Меѓутоа веќе може да се движат возила, веќе може да се движат коли, камиони, комбиња или што и да е потребно за граѓаните да живеат колку толку нормално. Тоа е тоа, се работи максимално, околу 3000 волонтери и војска, полиција и така натаму се на терен, од кои што најголем дел се и од ВМРО ДПМН, активисти, членови, кои што по повик на партијата, на општинските комитети, заминаа таму и секојдневно се таму. Практично ако се земат и огромен број на работници кои што освен како волонтери дојдоа и преку одредени јавни предпријатија или на повик на градоначалници организирани од наши градоначалници, веројатно над 70-80% од луѓето кои што во минатите денови помагаа беа наши членови и активисти. Се разбира, имаше и други граѓани кои што помагаа и на сите можам да би сакал да им упатам јавна благодарност за сето тоа што го правеа во минатите денови и денеска и се надевам во наредните денови. Владата ќе изврши делумно авансно плаќање на она што треба да им се даде на граѓаните. Еден дел од обештетувањето, помал, но значаен за граѓаните, ќе биде авансно исплатен. Подоцна кога ќе се завршат точните пресметки, колку на која куќа треба да се исплати, тогаш остатокот, поголемиот дел ќе биде исплатен, рече Груевски, кој информира дека тимовите на проценителите се веќе на терен. 40 на тима ги проценуваат штетите. Масовно се работи на проценка, значи голем број, над 40 екипи на проценители работат на терен секојдневно по цел ден. До вчера беа направени 1200 проценки, во текот на вчерашниот ден 800, денеска се очекува отприлика иста таква бројка, што значи за неколку дена би требало да заврши тој процес, веројатно во текот на следната недела. И од тој аспект мислам дека владата направи една одлична организација и максимален обид да колку што е можно сето тоа побрзо да се заврши. Во врска со обвинувањата на опозицијата и барањето одговорност од градоначалникот на Скопје, Груевски рече дека Коце Трајановски е човек од народот и дека барањето за оставка е доказ за деструктивноста на СДСМ. Тој говореше и за обвинувањата дека бил на терен. За Груевски, како лидер на најголемата политичка партија, одговорност е да му помогне на народот. Моето одење на терен, моето директно вклучување во работење, во расчистување на куќи, на дворови, на подруми и така натаму, меѓу другото, беше еден вид повик и другите да го прават. Скопје има градоначалник кој што е човек од народот. Неговите преходници главно беа надмени личности, арогантни, умислени сами во себе дека се некои големи величини и оддалечени од народот. За прв пат Коце Трајановски покажа како треба да се соработува со граѓаните, како треба да се биде на терен со народот, како треба да се
сочувствува со неговите проблеми и на секаков начин да се помага. И како градоначелник со организација, со средства од буџетот на градот, со целата сите расположливи капацитети на комуналните предпријатија и директно со работење и со присуство од најмалку 15 часа на терен дење и ноќе. Така што барањето на оставка на Коце Трајановски, најавата за скорешни протести во Скопје од оние луѓе од така наречената шарена револуција и сличност, кои што се фактички спотер на СДСМ, само покажува дека СДСМ и во оваа ситуација максимално деструктивно се однесува, освен неколкуте одења на терен само заради сликање, земање на лопата додека трае снимањето и така натаму, се останато е барање на начин како да се добијат политички поени од целата оваа работа и да се води една негативна кампања. Додека другите кажуваат како да се помогне со парите, што не се нивни, ние помагаме со лични донации, рече Груевски. Апелот е упатен до сите членови на ВМРО-ДПМН и сите функционери кои одвојуваат по 30% од своите примања.